Добро дојдовте во Spotlight. Како да се сузбие сивата економија е еден од најгорливите проблеми на речиси секоја држава, што ќе донесе воведувањето на е-фактурата за сивата економија, но од другата страна, дали и понатаму неиздавањето на фискалните сметки останува еден од главните проблеми за сивата економија. Останете со нас. Сивата економија можеби и во секоја држава, како во Европа, така и кај нас, секогаш е представува еден од најгорливите можеби проблеми на една држава. Дали во последните години, можеби ако пред неколку години говоревме колку таа зафаќа од бруто домашниот производ, дали во последните неколку години може да се забележува еден одреден исчекор кон борбата со сивата економија со оглед и на целосната дигитализација која што имаме, меѓутоа каде гледате дека мерките превземени од управата за јавни приходи можеби и даваат поголеми резултати во сузбивање на сивата економија како таква? Најнапред благодарам за можноста да го направиме ова интервју и еве веднаш да поминам на одговорот за борбата за сузбивање на сивата економија. Тоа е стратешки приоритет и на управата за јавни приходи со оглед на тоа дека е стратешки приоритет на Министерството за финансии и на владата поврзано со тоа да создадеме еден поширок фискален простор и да ги прибереме приходите, јавните приходи кои што се губат во тие неформални текови. И да имаме, да речеме, еден поинаков, поразличен пристап во однос на изминатите години со тоа што во борбата против сивата економија не пристапуваме со некои изолирани краткорочни мерки, туку започнавме еден аналитички и систематски пристап кон сивата економија. Што значи тоа? Најнапред донесовме план за подобрување на даночната усогласеност во што се однесува на тие дејности во кои што имаме повеќе ризик за неформална економија, кој ризик го поврзуваме со поголемиот удел на готовински плаќања во тие дејности, бидејќи готовинските плаќања се тие што ја, да речеме, хранат сивата економија. Значи, согласно планот, наши фокус дејности се угостителството, трговијата на мало, градежништвото, некои услужни дејности и сега почнуваме да работиме и во делот на закупите, односно краткорочното издавање за цели на туристичко сместување. Во сите овие фокус дејности, нашите мерки не се сведуваат само на контроли и казни. Работиме со еден сеопфатен сет на мерки, бидејќи, како што рековме, не можеме да имаме само изолирани мерки, туку сеопфатни мерки за различни модели на однесување на даночните обврзници. Да речеме, нашите мерки дека се структурирани во 3 столба: превенција, поддршка на доброволната усогласеност и принуда. Значи, накратко вака како слоган имаме превенција пред санкција, информација пред контрола. Значи, започнуваме и работиме и со многу информативни, советодавни мерки, насочени кон голем број на даночни обврзници, за да ги насочиме кон правилно знаење на законските правила и нивно правилно исполнување, односно исполнување на законските обврски. Искуството и праксата ни покажуваат дека голем број на даночни обврзници сакаат да работат законски, честно, одговорно, но потребни им се јасни информации и насоки и ние тоа го обезбедуваме на овој начин. Значи, не ни е целта и намерата само да утврдуваме прекршоци и да изрекуваме казни, туку да влијаеме на создавање на еден модел на трајно усогласено однесување кај даночните обврзници. Но тоа не значи дека немаме контроли, немаме санкции, но тие се насочени согласно анализи и проценки на ризик кај оние даночни обврзници, кај оние компании кај кои што проценуваме дека има најголема веројатност да има неусогласено постапување, односно неправилности. Понатамо, нашиот план за подобрување на усогласеноста во овие дејности опфаќа и други мерки. Тука се мерките поврзани со дигитализацијата, која што ја споменавме, која исто така обезбедува можеби најефикасни начини за борба за сузбивање на сивата економија. Понатаму тука се мерките кои што се однесуваат на поврзаност и координација со другите инспекцијски органи, бидејќи не можеме изолирано и секој сам да пристапува кон
во оваа борба против сивата економија. Значи, се на се, нашиот пристап во овој дел е пристап кој што не се базира само на контроли и казни, ова го повторувам неколку пати, туку се базира на создавање на едно обкружување во кое што ќе обезбедиме што повеќе даночни обврзници доброволно, правилно, навремено, точно да ги исполнуваат законските обврски. И тоа е добро не само за државата во смисла на собирање на јавните приходи, туку е добро и за стопанството во смисла на сузбивање на нелојалната конкуренција и создавање на фер услови за стопанисување. Ќе говориме малку и за дигитализацијата, но од другата страна веќе зборуваме за фискализацијата, фискалните сметки кои што можеби се многу одамна се една основна алатка во борба против сивата економија. Дали денеска можеби има еден предизвик во однос на тоа дека неиздавањето на фискалните сметки или пак можеби се појавуваат други нови начини кои што се избегнуваат други даночни обврски во однос со самиот развојот на е-трговијата или пак сепак фискализацијата останува и натаму еден предизвик со кој што се соочува? Па да, фискализацијата е еден од главните предизвици и всушност контролите во делот на фискализацијата или регистрирањето на готовинскиот промет се првата борбена линија, да речеме, во борбата за сузбивање на сивата економија, бидејќи неиздадената фискална сметка или неевидентираниот промет кој ние преку разни сигнали можеме да го забележиме преку податоците од GPRS системот во кој што се слеваат податоците од сите фискални каси, значи тоа се првите сигнали дека имаме неевидентирање на прометот. Значи можам да кажам дека во делот на контролите за фискализација имаме зголемена ефективност, иако до минатата година имавме од вкупниот број на контроли околу 33% беа контроли со неправилности. Оваа година, во првата половина од 2026 година, ефикасноста на овие контроли е околу 37%. Тоа, значи, не го толкуваме само како големен број на неправилности или зголемен процент на неправилности кај даночните обврзници, туку напротив го толкуваме и како поправилно, попрецизно таргетирање на обврзниците кај кои што ги насочуваме овие контроли. Значи, и во контролите за фискализација, но и во сите други контроли, анализата на ризик е основниот модел врз основа на кој што ги насочуваме контролите. Предходно, во предходните години немаше таков пристап во делот на контролите за фискализација, но сега јасно ги користиме, како што реков, податоците од GPRS системот и од другите податоци со кои што располага УЈП за да определиме каде всушност треба да ги насочиме овие контроли, бидејќи тие податоци ни даваат јасни сигнали каде може да има неевидентирање на прометот. Например, може да има континуирано нисок евидентиран промет, може да има само одредени денови од месецот кога се евидентира прометот, например, кога даночниот обврзник има определени плаќања, и ни за такви сигнали кои што ни покажуваат каде ние треба да се фокусираме, а да не одиме кон сите даночни обврзници. И токму тоа ја покажува зголемената ефикасност на овие контроли. Следно што забележуваме во овие контроли е дека оваа година имаме помал број на објекти кои што се запечатени како резултат на мерката забрана, привремена забрана за вршење на дејност. Оваа мерка се изрекува кога имаме повторување на прекршокот. Значи, кога повторпат кај некоја компанија се констатира неправилност во делот на регистрирањето на готовинските плаќања. И тоа што имаме помал број на објекти со кои што се запечатени, го третираме исто така како јасен, позитивен, охрабрувачки сигнал дека и компаниите веќе не применуваат на повторување на прекршокот. Значи, ако еднаш сгрешиле и добиле казна од УЈП, веќе го коригираат понатаму своите однесувања, а токму тоа е целта која што сакаме да ја постигнеме. И на крајот би додала уште нешто во врска со контролите за фискализација. Значи, овие контроли ние не сакаме да ги третираме како
барање на поединечни прекршоци, неиздавање на фискална сметка. Секоја неиздадена фискална сметка или неевидентиран промет значи дека тие средства кои не се евидентирани, се користат за набавки, за плаќање на набавки во готово, се користат како неоданочени средства за лична потрошувачка на собствениците или на други физички лица. И на нас не ни е целта само да утврдиме неиздадени фискални сметки и да изречеме за тоа казни, туку ги прошируваме контролите преку индиректни методи за контроли, преку контроли во кај другите субјекти кои што се вклучени во тие синџири на трансакции меѓу компаниите, и крајната цел е всушност ние да доведеме до детектирање и сузбивање на тие неформални синџири на тргување. И сметам дека тоа е една суштински пристап во овие контроли, кој пристап може да доведе до намалување на неформалната економија. Само дополнително во однос на Ивена, дали искуството може би покажува дека казнената политика сама по себе е доволна за намалување на сивата економија, бидејќи нели го спомнавме моментот на превенција, но од другата страна дали се потребни дополнителни мерки во однос на поедноставување на процедурите, дел даночни можеби поттекнување на компаниите. Како гледате на ова во однос на искуството и со казнената политика, како така? Па санкциите, казните да се дел од овој систем на борба против сивата економија, но тие сами по себе не можат да доведат до успех во намалување на сивата економија. Затоа и рековме дека во нашиот план за борба против сивата економија ние имаме сеопфатни мерки. Не се само санкциите, и всушност нас целта не е да изречеме повеќе санкции и да сметаме дека со тоа сме успешни. Например, ова година, во првата половина од годината, во делот на контролите за фискализација се изречени околу 1200 глоби и околу 97% од тие глоби се платени веднаш по изрекувањето, значи не продолжиле понатаму со прекршочни постапки. Но ние не можеме да речеме дека да, успешни сме заради тоа што имаме толкав број на глоби и заради тоа што е ефикасна наплатата на глобите, бидејќи целта не е да откриваме и санкционираме прекршоци, туку целта ни е да создадеме амбиент во кој што даночните обврзници ќе разберат дека најлесен и најправилен избор е да работат законски, да дојдеме до тој момент. И мислам дека во тој сет на сеопфатни мерки кои што ги применуваме, она кое што ја овозможува успешноста на овие мерки е заснувањето на анализата на ризик и проценката на ризиците. Јас ви благодарам многу за одвоеното време и гостувањето во Бакатрија. Благодарам. Ова беше се што подготвивме за денешната емисија Spotlight. Истата можете да ја погледнете на bloombergadria.com. Ви благодарам на вниманието.